потребна е веројатно нели поддршка во однос на се, во однос на сите, но се наоѓаме во просториите каде што е отворен на 19 октомври, да не го збрешам датумот, Центарот за ментално здравје и психосоцијална поддршка, така билото од Републичкиот Црвен крст. Тоа е добро, но останува сега да зборуваме со Мухамед Вели, кој што ќе ни објасни дека всушност овој центар е повеќе задолжен за да направи обука или кадри на Црвениот крст републички за во не дај Боже ситуации, значи разни непогоди или нешто кој што може да ни се случат. Моето прашање исто така ќе биде и дали ни треба или веројатно на сите ни треба и поддршка или центар за ментално здравје и во мирнодопски услови. Така е, нели Вели? Да, така е. Првично ви благодарам за можноста да зборуваме за нашиот центар и добре дојдовте. Да. Значи, зборувам за тоа дека ќе ни кажете кои се работите или нештата кои што мислевте дека ви требаат и зошто се отвори Центарот за ментално здравје и психосоцијална поддршка. Според нашиот мандат, Црвен крст е секогаш нели активен, кога најактивен е тогаш кога се случуваат некои елементарни непогодби, како што кажавте, или пак некои вонредни услови, ситуации, пролонгирани вонредни услови како пандемија и слично. И според нашето искуство во работа со различни целни групи, со различни категории, како што се, например, бегалци, мигранти и слично, наидовме на тоа дека потребно е да поставиме некаква структура или систем, преку кој ние ќе бидеме поорганизирани да дадеме поддршка кон тоа ранливо население, но и кон нашите волонтери. Односно, знаете, и тие се на терен, работат со, пример, во пунктот за бездомници, работат со лица од трета доба и така понатаму. Така да ние наидовме на тоа дека е потребно да бидеме поподготвени за тоа, да имаме добро поставен систем, прво да се грижиме за нашите волонтери, потоа да се грижиме за населението во кризни услови, затоа што и тоа е многу важно. Односно, ние сакаме да имаме луѓе или екипа која што, ако утре се случи нешто, како што беа, например, сезонските пожари кои што ни се случуваат, не дај Боже некој земјотрес или нешто слично, да имаме луѓе кои може да пружат поддршка на лице место. Што значи да се биде, вашите волонтери да се биде на такви обуки? Веројатно одите таму и ги гледате работите. Што е она на што треба да се внимава? Нели прво треба да се мисли си, како и рековте, на нивното ментално здравје, или треба да се зборува за нивното ментално здравје и ти да бидат во некаква нормална, нели, психосоматска состојба, а потоа тие да даваат поддршка? Тоа за што зборуваме всушност се вика прва психолошка помош. Тоа е нешто што може секој човек да го даде, тоа е нешто што може луѓето да се обучат за тоа. Првата психолошка помош, односно, се основа на 3 принципи: гледај, слушај, поврзи. Ние сакаме нашите волонтери да имаат подготвеноста за кога да се на терен и да наидат на лице кое што е вознемирено, кое што е под некаква состојба на шок и слично, да знаат како да пристапат, затоа што тоа е многу важно. И односно во други ситуации кога се, да кажеме, посериозни, помасивни несреќите, кога се повеќе луѓе вклучено, се работи преку 5 принципи на Хопфул се викаат тие. Тоа се поврзаност, безбедност, надеж, самоефикасност и смиреност. Односно, внимаваме на овие 5 принципи, да кажам, преку кои ние ги правиме нашите интервенции. Да. Може би во времето пост-ковид ни треба на сите, па и сега во време на стрес со војни, во време на стрес со немање пари, во време на стрес со енергенсите одат до плафони и така натаму, сите ни треба. Сте размислувале на тоа дека ќе ни треба центарот да ни го отворите вака и во мирнодопски услови? Па да ви кажам, центарот е наменет во 4 компоненти да функционира. Спомнав 2 од нив, прво за нашите волонтери да ги обучиме, да ги спремиме, да им обезбедиме поддршка и супервизија, потоа за населението во криза. Вторите 2 се поддршка на институции и поддршка на општото население преку, да кажеме, преку кампањи. Со тоа што многу е важно во ситуации кога се, како што кажавте, условите какви што се и сега, многу е нормално луѓето да знаат дека е нормално да имаме стрес и да ги препознаваат тие стресни реакции кај нив. Ние имаме соработувано со институциите, со тоа што имаме пружена поддршка и на тие, да кажем, итни служби кои што се на лице место во ситуациите, како што се, например, пожарникари. Одржавме обука на лицата на операторите од 112 бројот на Центарот за управување со кризи, и тие се лица кои што се изложени под голем притисок. Така да, тоа што ние моментално правиме е формираме овие екипи кои што ви ги спомнав за кризни интервенции, но планираме да сме многу активни во социјалните мрежи, со некои вежби, со некои
психоедукативни материјали ги нарекуваат, преку кои населението може повеќе да научи за менаџирање на сопствените емоции, за нормализирање на стресните реакции, за пратење на нивните деца во однос на тие услови. Како што знаете, во пандемијата и децата беа меѓу погодените категории. И сега кога сме кај менталното здравје, нели, може ли да ми кажете што е она што на пример ви се случи кога се случи најголемата можеби автобуска несреќа во Бугарија? Вие отворивте телефони, но се беше така брзо, нели, со брзина на светлината се случи. Велите немаше ниту еден кој што се јави заради тоа што нели не знае, немавме време да допреме. Можеби нели да беше овој центар отворен порано, пак имавте можност да интервенирате можеби и побрзо. Мислите ли дека еве од искуството од страна дека овој начин на нели никој ќе рече ама што тога, што со таа поддршка, колку ме не може да ми помогне. Мислите ли дека има ефекти? Што велат другите странците, што велат другите земји? Истражувањата покажуваат дека во ситуации кога се случуваат некои масовни несреќи или непогоди, не е дека ние може да работиме терапија или советување. Во тие ситуации е многу важно некој да се најде и чисто да биде со вас, да ви ги покрие некои базични потреби кои што вие ги имате, да може да се носи со вашите емоции, тоа е важно. И тоа покажува дека ако во таа ситуација има некој кој што е со мене, многу полесно после се справувам и се намалува шансата за долготрајни последици. Во однос на несреќата кога се случи, само да кажам дека ние скоро 15 години соработуваме со Институтот за психотерапија, Гешталт институт, со тоа што луѓе се... Што методи се тие кои што се користат? Не зборувам, соработуваме со нив, со тоа што тие имаат практиканти кои што работат, ние препраќаме луѓе кои се пријавуваат кај нас, кај што увидуваме потреба, така да ние пружиме поддршка и мојата колешка Ивона е веќе вклучена во поддршка со мигрантите и лицата бегалци. Ми беше тоа што во однос на повиците луѓето кај нас имаат некои силни семени структури, некој пат не чувствуваат дека имаат потреба од повеќе. Знаете кога ќе Не мислите дека нема да ви помогне, ја мислам дека тоа е гредата најголема. Може да и тоа, а може да и дека има доволно поддршка од семејството. Некој пат луѓето немаат поддршка од повеќе затоа што при такви ситуации се собира целото семејство и сите пружат поддршка. Но во секој случај ние ги отворивме линиите, мислам, нели го сторивме тоа и планираме да бидеме спремни и да го подготвиме и самото население во наредни кризи, во наредни несреќи, не дај Боже, ако се случат, сите да бидеме поподготвени и порезилиентни или поотпорни, што би се кажало. Само што кажете ми колкав е тимот или за колкав тим зборуваме на луѓе? Да. Ние имаме луѓе кои што работеле претходно, кои што ни се обучени, сега планираме да ги дообучиме и зборуваме за некаде 40 или 50 лица кои што ќе работат на национално ниво, кои што нас ни се спремни, ако е потребно можеби во Берово, ако е потребно во Валандово, во Кочани, во Куманово, да го покријаме целиот регион со тие лица. Мухамед Вели, на лице место од Центарот за ментално здравје, ви благодарам за овие споделени совети. Ете така, само да се знаете дека Центарот постои од 19 октомври и идејата е да се создаде тим од 40 на луѓе кои што прво ќе внимаваат или ќе внимаваат тие или ќе научат да внимаваат на своето ментално здравје, а потоа ќе им помогнат на сите оние во не дај Боже непогоди или нели секакви ситуации кои што можат да не изненадат сите.